Еве денеска сме тука на пуштање во употреба на овој регионален пат кој што го гради јавното претпријатие државни патишта. Значи тука сме заедно со градоначалникот на општина Куманово, господинот Максим Димитриевски, тука и пратеникот во собранието на Република Македонија Бране Петрушевски, тука е заменик директорот на Македонија пат, исто така и директорот во кабинетот господинот Љузим. Исто така тука се и од претставителите на местните заедници на овие населени места. Реков, големо е моето задоволство со оглед на тоа што доаѓајќи наму гледам дека навистина ова е еден прекрасен крај, едно плодно земјиште, блиску до општина. Се направи пругата во Белјаковце и со тоа мислеа луѓето дека запра активностите, меѓутоа еве со овој пат ние сакаме и автопатски да го поврземе овој дел од Куманово. Кој што кажа градоначалникот, ние сега инвестираме и во не само во автопатиштата, туку и во регионалните и локалните патишта, бидејќи факт е дека во Македонија се тие запоставени и една од причините кои што луѓето се иселиле од овие села е претежно поради недобра инфраструктура, патна и железничка инфраструктура, што еве сега е доказ дека тоа се поправа. Ме радува гледајќи дека луѓето се враќаат полека во овие краишта. Значи овој пат е меѓу Белјаковце и Клечовце, тука и до Езенци, и тука се другите села. И многу е важно што е патот оди на кај Кратово. Значи ова е практично регионален пат што го поврзува и Куманово со Кратово. Овој пат е во должина од околу 6 километри, значи меѓу овие две населени места. Направен е асфалтниот слој, онаму кај што имало поголеми оштетувања, значи исто така рехабилитиране со тампон, со сите останати технички услови кои што се потребни, и се надевам дека овој пат ќе допринесе и за развојот на овој крај, бидејќи кој што кажа градоначалникот, ова е земјоделски крај и луѓето кои што живеат во Куманово, претежно овие села, мислам дека ќе почнат да се враќаат тука, да живеат и како да кажам и да доходуваат, да работат во овие краишта. Ние како јавно претпријатие државни патишта, врз основа на нашата програма, ова е во програмата за 2025 година, и направен договор со јавното претпријатие Македонија пат. Имаме некаде околу 30 милиони евра, од кои што околу 300 милиони ни се предвидени за реконструкција, рехабилитација и поправка на овие локални патишта. Во општина Куманово не е запоставена општина, напротив, како една од поголемите, да речем и најголема општина во Република Македонија, јавното претпријатие оваа година планира да инвестира 85 милиони денари, од кои што веќе 20 милиони денари се потрошени на патот кој што е во Куманово и го поврзува со границата на Република Србија, улицата Никола Карев, таа е веќе завршена. Никола Тесла, се извинувам. Еве го сега овој пат го завршуваме, ово е во вредност од некаде околу 30 милиони денари, и следниот пат кој што ќе го прави Македонија пат оваа година преку јавното претпријатие државни патишта, тоа е од Пшиња до Вакав, и со тоа ќе исполниме оваа програма оваа година. Следната година заедно со градоначалникот, заедно со пратеникот, ние ќе видиме кои се оние места кои што треба да добијат приоритет и да бидат направени и рехабилитирани локалните патишта од страната, а кои се во надлежност на јавното претпријатие државни патишта. Така да би сакал да напоменам дека правејќи програмата јавното претпријатие за 2025 година имаше контакти со сите градоначалници на локалните самоуправи во Република Македонија. Исто така беа пратениците, населението, и така да се одредија приоритетите за 2025. Истата процедура ќе биде за 2026. И благодарам многу.